Добро вечер. Еден ТВ, печат на неделата, среда е, вие сте со мене Сашо Ордановски. А денешната тема која што ќе разговараме со моите уважени гости, не може да се каже дека е печат на оваа недела, туку на многу недели, а можеби и години зад нас. И таа пред се изворно е покрената од овие случувања низ кои што поминавме со Преспанскиот договор, грчките случувања, случувањето во Македонија и така натаму. Се темели на еден мој разговор кој што го имав пред неколку недели со историчарот Александар Аглитовски, кога уште тогаш ветивме дека за оваа тема ќе направиме еден посебен панел на кој ќе се обидеме малку да го отвориме прашањето, а и вам да ви приредиме една убава вечер во која што можеби нешто ќе дознаете, нешто ќе научиме сите заедно и така натаму. Се работи за егејското прашање и за третменот на егејското прашање денеска во Македонија, па и низ историјата. За таа тема со мене вечерва во студиото се Александар Аглитовски, историчар, кој што е, меѓу другото, и експерт за одредени периоди на македонската историја. Ѓорѓи Џоџа Јановски, едно од легендите на македонското новинарство, бивши главен уредник на Нова Македонија и долгогодишен професионалец во новинарството, кој што инаку е егеец по потекло и кој што има и првата книга веројатно за Мирка Гинова, така го е пред 30 на години Џоџа издадено, и колегата Димитар Љоровски Ванваковски, кој што исто така историчар, експерт за прашања кои се врзани со македонската историја негде на преодот на 19-тиот, 20-тиот век, па и нешто подоцна. Добро вечер, баш ми е драго што имаме шанса да ја отвориме оваа тема за која сум сигурен дека и во публиката ќе има голем интерес. Да почнеме од крајот. Говорот на Ципрас во грчкиот парламент покрена една лавина, би рекол, од реакции во Македонија, некои од нив многу емотивни. Јас знам за луѓе кои што се расплакале додека го слушале, особено луѓе кои што имаат потекло од Грција и така натаму. И можеби е Џоџа прилика, бидејќи си пишувал за тие теми и така натаму, Ципрас директно се обрати до грчките комунисти спомнувајќи ја Мирка Гинова. Ние знаеме Мирка Гинова од тоа што сме го учеле низ историјата, најмногу затоа што имаше една фабрика во социјализмот која се викаше Мирка Гинова, претпоставува, по тоа најмногу се знае, но тоа е еден исклучително, би рекол, значаен, интересен лик. Тоа е првата жена која што е стрелана за време на грчката граѓанска војна заради своите политички убедувања и активности. Која е Мирка Гинова, Џоџа? Па, ќе се обидам во кратки црти да појаснам некои моменти за нејзиниот живот, особено за пресудата, судењето нејзино, стрелањето и политичката припадност, која што мислам сега се беше потикната од страна на грчкиот премиер Ципрас. Ке наведам овој. Сметам дека треба да дадам некои појаснување во врска со неговиот говор. За да не должам многу во интерес на емисијата, направив неколку напомени што мислам дека треба да се, ќе ги прочитам, бидејќи ние новинарите од печатените медиуми малку зборуваме, а читаме све она што ќе го напишеме. За да бидам концизен и во интерес на емисијата, ќе кажам дека грчкиот премиер Ципрас во своето обраќање во парламентот и критиките упатени до грчките комунисти погрешно наведе дека Мирка Гинова, или он како што ја викаат Ирина Гинис, била комунисткиња. Вистината е дека таа никогаш не била член на КПГ. Беше борец во единиците на ЕЛАС, која што се прослави со своето херојство при нападот на една железничка германска композиција во местноста Муареман. Тогаш грчката прогресивна јавност ја прогласи за хероина на грчкиот антифашизам. Исто така, треба да се каже дека Мирка Гинова не беше осудена и стрелана затоа што била комунистка, туку затоа што до смртта ја бранеше својата македонска национална припадност и ја бранеше организацијата НОВ на која што припагаше. Сепак за време на судењето Мирка Гинова појаснува дека ја поддржува комунистичката партија, бидејќи таа е единствената која што застанала зад македонското национално прашање на вистински начин. Точно така што да, не беше комунистка, но тоа го после тоа ќе има и разни одеци и во Грција и во Македонија се разбира. Значи, потенцирам уште еднаш,
дека таа не беше стрелана затоа што беше комунистка, иако она се бореше во редовите на ЕЛАС, а знаеме дека ЕЛАС беше раководена од комунистичката партија, но во случај на она не беше стреляна затоа што беше комунисткиња, туку затоа што беше член на организацијата НОВ и и борец во нејзините редови и како таква е заробена. Таја при последните престрелки има убиено 20 жандарми и се додека не е завршила куршумите, нели? Да, она е заробена во рамките, она беше борец во Воденскиот партизански одред, а само да напоменам дека Воденскиот партизански одред беше во составот или воена единица на тајната македонска ослободителна организација, кратенка ТОМО. Значи она пристапи во ТОМО, а ТОМО подоцна стана се приклучи во редовите на Народно-ослободителниот фронт. Тоа значи дека она беше борец и со група партизани, грчки и македонски, 8 мина, беше заробена и осудена на смрт. Претходно, да не кажам, беше измачувана, зверски мачена и понижувана. Тоа е судот. Тоа сепак не го намалува значењето на Ципрас кој им се обраќа на комунистите, велики им дека како не би е срам барем во незиното спомнување од страна на еден грчки премиер, тоа е голем настан, мислам од аспект на македонското прашање до сега што беше во односите со соседна Грција и сметам дека тоа е едно признање и на учеството на на македонскиот народ во Тегејска Македонија во заедничката антифашистичка и граѓанска војна во Грција. Тоа ме води до следното прашање пред да влеземе во некакви историски периоди. Александар, колку е заправо мистифицирано и како да кажем табуизирано прашањето на егејските македонци и во Грција, па веројатно и во бивша Југославија, односно денешна Македонија? Има ли елементи за такво нешто да се говори? Тешко, дека за табуа ако се говори, тоа значи дека воопшто не се зборувало или не се истражувало, далеко од тоа, инаку има во јавноста таков впечаток под дејство на еден силен антикомунизам што се овие последниве 20-30 години, се добива впечаток дека воопшто не се зборувало за Мирка. Еве Џоџа напишал книга, мислам, пишувано е, имало не само фабрика, имало улици за Мирка Гинова. Така, имаше културно-уметничко друштво во Битола што се именуваше Мирка Гинова. Значи студентскиот дом, средношколскиот дом во Битола го носи името Мирка Гинова. Значи далеко од тоа дека воопшто не се зборуваше и на сите начини можат сите да се сетат дека се пишуваа безброј книги и од уметничка проза и од научна литература. Сакам да кажам веројатно Македонија воопшто не беше табуизирано прашањето за во Грција? нашите војски. Во Грција веројатно за македонците да. За македонското учество во Втората светска војна, антифашистичката војна и во граѓанската војна е многу помало тоа, затоа што тоа е во рамки на грчкото ослободително движење и грчката комунистичка партија. Сето тоа се спомнува и многу помалку се истакнуваше македонскиот елемент, уште повеќе што на грчката комунистичка партија после Втората светска војна тоа не им одговараше и во таа смисла многу помалку. А не дека нема, и таму има автори и дела каде што се спомнуваат македонците директно дека учествуваат. Само ако може само да дополнам во врска, бидејќи со ликот го осветлуваме за младиве генерации за Мирка Гинова. Еден британски новинар, војен известувач, присуствувал на незината погибија, на стрелањето, и тој има запишано дека незините последни зборови, пред да биде стрелана, било дека јас сум македонка и како таква ќе умрам. Тоа е го има напишано и тој документира. Името на Мирка Гинова после опеано од многу европски и грчки поети и само да добавам дека една од грчките поетеси, она ја нарекува Ирина Гинис, вели дека таа ја опишува како невеста која што ја прегрнала смртта како свој свадбен дар. Мислам дека има и во македонската народна песна е опеана и како што рече господинот Литовски дека многу улици, а има сега сум информиран дека е поставена и плоча во Енидже Вардар или во Јанина со нејзиното име и би заклучил сега кога зборуваме за овој период и за ликот ова, мислам дека во духот на Преспанскиот договор би било добро како прв чекор
Името на Мирка Гинова или на Ирина Гинис, како што се слави во Грција, да биде првиот чекор за заедничко одбележување на борбата, на антифашистичката борба и на грчкиот народ, и на македонскиот народ, и нивната борба за демократија. Тоа би бил голема придобивка во духот на тоа што ние го очекуваме од овој договор. Веројатно дека атмосферата, особено во Грција, се уште доволно наелектризирана, таков предлог да не помине, но предпоставувам дека е тоа одлична идеја за некои наредни периоди кои што следат. Сепак, Димитар, ова прашање има долг, би рекол, нешто подолг пред историјата во Грција и на територијата на Македонија цела географска, отколку што е само Втората светска војна. Вие сте експерт за македонското прашање помеѓу двата века и така натаму. Кој е во суштина историскиот, да кажем, контекст на сите овие случувања што ќе завршат на крај со граѓанската војна, особено на преодот на двата века, оној период на македонската борба во Грција 904-908 и така натаму? Значи, за да се свати целокупниот период на грчко-македонските односи, треба да почнеме од почеток, односно од создавањето на грчката држава негде 30-тите години на 19 век, односно, како што знаеме, грчката држава е формирана како резултат на грчкото восстание од 1821 година, каде што заедно со помош на големите сили и односно нивното влијание и интереси што биле во тој период се создава грчката држава, а со тоа можеме да кажеме дека почнува и формирањето на грчката нација. Во тогашниот контекст на односите за една нација за да била животворна се сметало дека потребно освен територија да искачала на море и да има голема територија и голема популација. А како што знаеме, Грција освен што искачала на море, низината територија била мала, односно тогаш Пелопонез, мал дел од Атика до Волос била грчката граница. Затоа грчката држава уште од низиното формирање создала политика на експанзионизам, односно на ширење на низините граници. Таа најчесто се повикувала на некакви историски, на некакво историско нивно наследство, односно повикувајќи се на Византија како прогласувајќи за грчко наследство, почнала да прикажува претензии кон тогашната Османлиска империја. И како постепено се ширила грчката држава на север, односно заземала територија од Османлиската империја, во одреден период грчката граница стигнала до границите на Османлиска Македонија. Тогаш веќе почнува активно Со продори, со влијание до 1881 века кога ги заземат Тесалија и дел од Епир, грчката граница доаѓа до границите на Османлиска Македонија. Од тој период грчката држава веќе почнува засилена експанзионистичка политика кон териториите на Османлиска Македонија. Тоа нејзи го возможувало и самата Османлиска империја, односно ако навлеземе малце подлабоко, Цариградската патриаршија како институција на Османлиската империја овозможувала грчката држава да ги презентира своите територијални експанзија кон Османлиската империја, односно она со помош на Цариградската патриаршија покажувала свое население, односно сите што припаѓале на Цариградската патриаршија по дефолт биле прогласувани за грци, а исто така веќе во овој период имаме судир, освен со локалното население кое почнало да се буди онаа словенска свест, односно отпор кон Цариградската патриаршија, веќе со формирањето на бугарската држава 1878 година, а и веќе српската, веќе почнале пропагандните судири меѓу грчката држава и соседните веќе држави. Во тој контекст да ве прашам, бидејќи тоа е еден посложен историски контекст. Кој е влијанието на царска Русија и Австро-Унгарија на крајот од 19-тиот, почеток на 20-тиот? Како што и денес големите сили си имале своје влијание и интереси глобално, а и локално на Балканскиот полуостров, така и тогаш големите сили си имале своје интереси и влијание. Во тој план предничеле Австро-Унгарија и Русија. Тука секако биле и Велика Британија и Германија и Франција, но најзаинтересирани биле Австро-Унгарија и Русија. Тие знаеме дека пред се залагале за распад на Османлиската империја, односно колку што можеле повеќе да своето влијание да го прошират на тука треба да се спомнат морзеузите, односно теснеците кои што поминувале тогаш морскиот пат од Црното море па се до веќе знаеме дека во тој период бил отворен и Суетскиот канал, односно они сакале да ги заштитат своите интереси на Балканскиот полуостров. Затоа Австро-Унгарија веќе знаеме дека имало анектирана и Босна и Херцеговина, а Русија преку
преку Бугарија на големо, а подоцна и преку Србија се обидувало да навлезе во Османлиската империја. Веројатно истите геостратегиски интереси, само што се Да, актерите малку се сменети, променети, да. меѓутоа во суштина секој се работи за коридорите, Да, Австро-Унгарија и за Русија се залагале пред се за постепено распаѓање, а додека другите големи сили пред се Англија и Франција, а и тука Германија се залагале за опстојување на Османлиската империја, односно ајде да речеме, ја викале болниот на Босфор, како што знаеме, односно и го продолжувале колку што можеле векот на Османлиската империја, а преку Османлиската империја ги задоволувале своите интереси на овој дел од Балканскиот Тоа оди полуостров. паралелно со практично се поголемиот распад на една стара империја 500 годишна Османлиската и негдека после 903 година почнува еден засилен напор, особено во јужните краишта на Македонија, се разбира денешна Македонија, со практично грчка борба, бидејќи денеска во Грција се слави името на Малас. Да, Павлос Мелас. Така, Павлос на Мелас е еден од се извинувам. националните херои во пантеонот на грчки Така е. национални херои. Заедно со, се разбира, со владиката Каравангелис и така натаму. Тој период како изгледа од историјата, кои се тогашните активности? Значи до 903-4. Денеска во Грција има и селото на Мелас, се вика ја наречено Не, каде Мелас. што е утепан, Каде во што е убиен, Статица, во така е, Костурско, да. утепан е во и тоа во судир со Османлиската Да. војска, утепан е Павлос Мелас и тоа преименувано денес селото се вика Мелас. Сакам да кажам дека до 1903 пропагандните на балканските земји пред се биле на мирен начин. Односно преку училиштето, преку црквата, преку трговијата. Да скалите и поповите. Да. Тие биле и што викаме и психијатри и лекари Така се е. биле. Да. Значи се биле у тој период, но со Илинденското остание се видело дека на територијата на Македонија постои една автохтона организација која се залага за создавање на посебна првин автономна, подоцна како преводна фаза кон независна држава и во глобала тоа им ги прекратувало сите нивни аспирации. Оние тога сватиле дека ќе морат на вооружен начин да се соочат со таа организација со цел да ја уништат, а со тоа да ги зачуваат нивните интереси на територијата Практично на таа Османлиската грчка империја. позиција имала два противници, тоа е ВМРО и тоа е Османлиската Па власт. да кажеме дека до одредени степени грчката вооружена пропаганда до одредени степени и Османлиската власт се гледа како сојузник во борбата против македонската револуционерна организација, бидејќи иако денес во националниот наратив на грчката историографија се представувало како ослободителна војна, не можеме да кажеме како ослободителна, бидејќи тие не доаѓале да ослободуваат Македонија, туку нивната главна цел била борбата против МРЛ и бугарската екзархија. Односно, веќе имаме привлекување на верници. Тој што припаѓа на бугарската екзархија по дефолт бил бугарин, а тој што припаѓа на Цариградската патриаршија по дефолт е грк. Значи имаме борба за душите на обичното население во тој период. И денеска се одвиваат разни борби низ светот за што викаат за minds и за душите токму. Александар, од тие години негдека датираат и да кажем првите почетоци на комунистичката идеја околу целиот овој проблем. Па потоа ќе се различат се негдека до практично завршувањето на граѓанската војна, Втората светска војна и граѓанската. Кој фактор се комунистите негдека на почетокот првите децении на 20-тиот век по ова прашање? Значи, комунистичкото движење веќе после 1918 година влегува на светската политичка сцена, а со тоа и на балканската, а таму и на македонската политичка сцена. И бидејќи се работи за светско комунистичко движење, кое преку Коминтерната има свое влијание на целокупните работнички движења во светот, има интереси во Македонија или во она што се случува на територијата на Македонија. Коминтерната уште на почетокот на 20-тите на нејзините конгреси расправа за ова прашање и на крајот на 5-тиот конгрес завзема став дека треба да се одат комунистите да се борат за обединета и независна Македонија. Тоа во Грција не е пречекано во рамките на грчките комунисти, воопшто не е пречекано со добро одобрување и со добра волја и има страшни отпори, сепак под влијание на Коминтерната мора да го прифатат тоа, ама се тотално пасивни во конкретната политика, имено. Дури некој од главните комунистички водачи, меѓу кои јас би го кажал многу интересна личност Пантелис Полјопулос, се сменети од позицијата секретар на Комунистичката партија на Грција заради неспроведување на политиката на Коминтерната за обединета и независна Македонија.
Секако, таа била тешка политика за Грчката комунистичка партија во 20-тите години. Тоа е време на диктатура на Пангалос, на разни воени режими диктаторски во Грција, каде што за паролата Обединета независна Македонија се сметала не само антинационална Грчка, антидржавна. И многу комунисти завршиле заради таа парола со долги години затвор, робија, дури некои се стрелани или убиени во тие она. И од таа гледна точка отпорот на Грчката комунистичка партија до негде може и да се разбери. Каква е соработката помеѓу грчката и југословенската во тоа време? Значи, тоа оди преку Балканската комунистичка федерација, нема директна соработка, тоа оди преку Коминтернат и Балканската комунистичка федерација, каде што пак главни се Ѓорги Димитров и Васил Коларов. И доста е силен тој притисок врз комунистичката партија на Грција да македонското прашање да го истакни во јавност и да тера. И 31 година дури има и едно отворено писмо од Коминтерната до Грчката комунистичка партија и буквално наредба за да се отвори македонското прашање во Грчија. Од тој период датира веќе многу почесто споменување во јавноста на македонската нација и македонската борба. На кој начин тоа прашање од тие децении се прелеа во Втората светска војна за на крај да заврши со граѓанска војна по тоа прашање во Грчија? Граѓанската војна е пред идеолошка, не е национална или не е за македонското прашање. Инаку има континуитет се до 35-6 година кога Коминтерната зема став за народни фронтови да формира, знаете, како во Шпанија што е. И веќе македонското прашање веќе не е толку експлоатирано во Грција. Иди диктатурата на Метаксас и едноставно ВМРО Обединета која 32 ја формира комунистичката партија во Грција, дел од ВМРО Обединета таму што работи веќе престанува со работа. Голем дел од кадрите македонски и грчки завршуваат по логори и по затвори. До 40 години има едно, како да речеме, една мала пауза од целата таа борба. Со Втората светска војна и со отпочнувањето на антиокупаторската, антифашистичка борба во Грција, повторно се јавува тоа прашање и Грчката комунистичка партија веќе се решава да го решава македонското прашање во рамки на Грција. Затоа што сте друго е тешко дека обвинувани се дека сакат да отцепат Македонија од Грција и она и страшно им паѓа рейтинго политички. Ајде со тај не се после противуставниот поредок што би се рекол. И во Втора светска војна го држи ставот за равноправност на малцинствата и во рамки на тој став им признават на македонците право на... Со истиот овој сентимент за кој говори Димитар со мала воздржаност или е тоа веќе период во кој што се... Тоа е тактичко прашање, тоа е политика веќе, кога, не знам, еден период го истакнуваат, тие одат и во Втора светска војна, бидејќи се британска сфера на интерес, одат на договарање со граѓанските политички партии или со грчката десница и во тие периоди кога тие преговори добро одат со медијаторство на Велика Британија, тогаш македонците се изиграна страна. Тогаш го тргуваат македонското прашање, не признаваат ништо, бидејќи се обвинувани дека сакат да продаат. Пак се враќаме на играта на големите сили, што цело време влијаат на ова парче. Зошто настанува екзодусот? Бидејќи разни сведошта викаат дека комунистите ни велеа да избегаме дека тоа ќе трае 3-4 дена, дека повторно ќе се вратиме во селата. Статистиките, ако ја не грешам, се негде околу 200 села се испразнати. И денеска мислам дека има разлика во цифрите околу точниот број на бегалци, меѓутоа се знае за 20 на 28.000 деца. Така е и негде меѓу околу 80.000 цивили. Затоа што бројките одат и до 200.000 се заедно, но веројатно не само македонци, туку и другите преселби меѓу двете светски војни. Со се грци. Зошто дојде до екзодусот? Заради војните операции, заради некоја друга идеја? Има ли слоевитост и во тој пристап или е просто под притисок? Повели Димитар, се едно. Значи, кај нас, јас екзодус, или кој ќе речат, или биле протерани. Никој не ги протера децата бегалци, туку тоа беше одлука на Комунистичката партија на Грција, особено меѓу селата кои што беа по самата фронтовска линија, особено тука во северо-западниот дел на Грција, каде Костур, Лерин, Кожанско, Калјарско, каде што децата беа повлечени од Комунистичката партија со цел да бидат спасени од секојдневните војни дејствија што се случувале тогаш во граѓанската војна. Да бидат поштедени практично. Да, поштедени и нивното беше дека нема за секогаш, дека ќе бидат вратени, кога ќе заврши граѓанската војна, дека они ќе бидат вратени. Но имаме и друг момент. Во истиот тој период
Грчката, официјалната грчка држава, пред се грчката кралица Фредерики почнува да ги истиот процес и она да ги прави, односно да ги одзема децата од македонските семејства, истото така фронтовска линија и да ги става во така наречени педополиси се нарекувале тие, односно да ги згрижува исто како што децата биле згрижени во источноевропските земји. Можната реакција на Комунистичката партија на Грција е и реакција на ова собирање на децата од страна на официјалната грчка држава. Ама за тоа викам зборот екзодус или протерани, немаме ние официјален декрет на грчката држава дека децата се претерани. Не се протерани. Тоа е одлука на Комунистичката партија на Грција. Зошто изгубија Александар војната, тој судир практично цивилната граѓанската војна, македонците и комунистичката војна? Значи, дел има, како стално, дел има на локални причини, а дел се глобални, геостратегиски, да ги речеме. Локалните причини се она што Грчката комунистичка партија и Демократската армија на Грција, која ја водеше војната, не успеа да ги порази војнички владините сили. Зошто не успеа, пак играт сега големите сили и ова, затоа што од 47 И она се знае, тоа е Америка, застана Соединените американски 47 година превземат од Британија, застанаа зад грчката влада, многу силно, со многу пари, со многу... Каков е односот на Титова Југославија? Тоа е едно од мистификациите денес што се шират во негативен контекст и тоа има врска со она информировска пропаганда против Тито и против Југославија, дека ги затвори границите и дека престана да ја помага грчката борба за време на граѓанската војна, што само делумно е точно или повеќе е неточно, иако некои елементи после 48 година негде јуни може да се зборува и за тоа дека Тито се дистанцира на некој начин, ама границата беше цело време отворена, впрочем еве како илустрација нека служи болницата во Катланово за ранетите од граѓанската, и во Јасеново. Таа е користена за граѓанската војна, за ранетите и болни од Егејска Македонија, работеше до крајот, до 49-та. Добро, па сепак 46-та година на Париската конференција која што се занимаваше со последиците од Втората светска војна, на која учествуваа 21 земја победници, каде што сепак главниот збор го има, се разбира, најсилните светски сили и така натаму. Делегацијата предводеше Едвард Карделј. Тоа беше конференција, како што е познато, на ниво на министри. Постојат во делегацијата беше и Моша Пијаде, беше и Димитар Влахов, ако не се лажам, има таму уште еден македонец, Хаџипанзов, кој е. Таму Моша Пијаде го покренува прашањето за македонското прашање во тој дел од регионот, меѓутоа Едвард Карделј тоа не го прави. Има ли од тоа некакви контроверзи кои се влечат и до денеска? Добро, тие се тактички чекори на самата конференција кои сите дипломати кога ќе оценат како поминува или не поминува ги онакова, во секој случај не го сметаја за затворено и значи мораме во секој момент да рачунаме дека или да сметаме дека грчката граѓанска војна се води со исклучива или најголема логистика од Југославија тогашна, од 46 до 49 и во форма на инструктори се пуштани од Југославија и во форма на оружје. И то зборуваме за Па и во форма на географија, претпоставувам. Меѓу другото и тоа игра улога, ама сакам да кажам се работи за огромни количини на оружје. Тоа не е некоја мала, тоа се тони и тони оружје преку Југославија. Преку Советскиот сојуз стигнувале до Југославија и од Југославија биле префрлани во она. И има неколку пати во Обединетите нации се отворало прашањето за мешање на Југославија во грчката она. Суверена држава е Грција. И тоа е чисто мешање што би рекле ние денес, затоа што помагате едно герилско движење во Самиот факт што нов е формирано во Скопје 45. Да, и тоа зборува дека за Југославија воопшто не било завршено. Пропуштена ли е Париската конференција како шанса или тоа сепак во историјата е? Не е пропуштена. Џоџа, во бивша Југославија имаше еден сентимент дека не знам, југословенската надворешна политика се грижи многу повеќе за словенците во Корушка отколку за македонците во Егејска Македонија. Не знам дали го памтиш тој секој сентимент, меѓутоа за тоа се и водени расправи. Како ти се твоите реминисценции на тој период? Јас се сеќавам на еден конгрес во сите резолуции на Комунистичката партија грижа за малцинствата во соседните земји. Меѓутоа, практично, кога ќе дореше прашањето да се постави за Бугарија, за малцинствата во Бугарија или во Грција, се премолчуваше. Се сеќавам да во една дискусија, еден од нашите македонски делегати дискутираше на таа тема, сметајќи дека прашањето на нашите малцинства во југословенската политика не се третира онака како што е запишано во, не се спроведува.
Неговата дискусија во рок од 2 часа беше повлечена. Мислам дека беше од Источна Македонија, првоборец еден и мислам дека беше генерал. Дискусијата негова беше повлечена од новинарите тоа. Се сметаше дека во интерес на добрососедските односи со Грција, не треба тоа прашање да се вели дека Белград секогаш на едно око гледал како реагира Софија. И наводно дека треба да се чека подобро време, да не се нарушуваат југословенско-грчките односи, и тоа прашање секогаш беше поставено. Лутовски, колку се за тоа заслужни виновни, или како веќе ќе кажеме, и тоа ме интересира, вашата квалификација околу тоа, тогашното комунистичко раководство на Македонија, Колишевски и Добро, јас во принцип не се сложувам дека беше многу нешто по она. Како во нормални услови, како сега што не можеме, знаете како многу е лесно да кажете одиме на Солун, како што некој 94-та година рече одиме на Солун, ама тоа е надвор од политичката реалност. Значи, југословенската дипломатија се движеше во реалните соодноси во светот, како се движеа геостратегиски. И нормално не може, не знам како силно да го отвори прашањето. Значи, има документи изворни, каде што Лажар Колишевски инсистира, непрестанно инсистира на тие седници на Политбюрото на ЦК на Југославија за македонското прашање во Егејскиот и во Пиринскиот дел на Македонија и ги прозива министрите, например Коча Поповиќ, едно време која беше министр за надворешни работи, упорно го прозива што се прави на тој има една позната конфронтација на има таа и тема. конфронтации, казни. Лазар Колишевски беше доста, како да речам, крут во врска со тие дискусии, строг да речам во таа смисла, или досудири во тие внатрешни расправи, воопшто не беше прашањето затворено. Коча Поповиќ исто така во тие расправи не признава дека југословенската дипломатија не го третира прашањето. Не го третира, дека го објаснува, дека го третира на начин во кој во тие историски услови може да го третира. Тоа е работа што треба да се онакува. Во секој случај никогаш не беше забрането или турнато прашањето на било кое ниво, културно, политичко, научно, на кое сака. Да ги прашам двајцава егејци да гласува. Само да дополнам ова се извидов. врска со литовски го спомнат и вие го Лазар Колишевски. Еден момент од таа борба наша во Егејска Македонија е формирањето на Егејската бригада 44 година во ноември. Тоа беше прва Егејска партизанска бригада, формирана со налог на нашата македонска власт. Меѓутоа, бригадата требаше да се префали. Имаше околу 2.500-3.000 борци. Да. Литовски има пишувано за тоа. Во Битола се формира и таа требаше да премине во, тоа беше 44 година, крајот, и да одигра решавачка улога во ослободувањето на Егејска Македонија, а подоцна и за нејзино приклучување. Меѓутоа, од непознати причини, бригадата беше расформирана и единиците беа пратени, мислам, во Западна Македонија во борба со албанските балисти. Тоа прашање ни ден денеска уште не е расветено. Додека беше Чекайте жив... да прашам, додека си историчари на маса, расветлено ги е тоа прашање? Значи, сепак... Ајде, веднаш ако може, добро. Додека беше жив Лазар Колишевски, јас имав прилика да се сретам со него и му поставив прашањето. Што беше причината да се расформира бригадата со 2.500-3.000 борци, тоа добро наоружани? Тој ми призна, вика, тоа беше, вика, налог на маршалот Тито, бидејќи добил повик од Черчил, од Британија, директен, кој што му рекле, ако таа армија, мислам таа војска, се префрли во Грција, дека ќе интервенираат британските војски, британските трупи и дека може Конфронтација да се направи. голема. Таква е историската Во тој контекст, верзија. маршал Тито рекол дека Сега не е време да за не тоа. се враќаат таму, дека тоа прашање замешани се големите сили. Британија беше сојузник на Југославија во антифашистички, мислам, Тито имаше добри односи и така се беше да
да се помири веќе и Оваа тоа епизода е прашање расчистена се во затвори. Значи, секако горе-долу е точна. Многу е подлабоко, инаку мене докторатот ми е точно за оваа работа. Да, он и многу го е има, детално го имам таму онаквавано. Постојат овие сите документи Тоа и за онаквавано е интервенции. битолски за одработено. Значи, постојат сите документи, инаку не е расформирана бригадата, е само стационирана да се бори во Западна Македонија. Дури на 2 април 45-та е расформирана егејската Добро, бригада. но за тоа зашто била формирана не не е извршила употребена. своја. Имаше, значи, знаете, едно од големите мистификации во ова сега приказка на што ја зборувам и со егејската бригада и за со обединувањето на Македонија, мислам дека една пак ќе ни треба нова емисија за обединувањето на Македонија како југословенски проект, ајде да го наречам, може да се направи посебно. Тука е прашањето многу темпо е, иако денес се мистифицира многу улогата на темпо, темпо е главниот заговорник егејската бригада или македонците од егејска Македонија со војска и Југославија тогашна, да интервенират со војска да ги освојат и Пиринска и Егејска Македонија. Има и телеграми, многу е малце она, ама велам, ќе издолжиме многу емисијата, ќе одземам време во друга прилика. Добро, но ова Треба прво да се каже зошто ги повлека од Северна Грција. Да, има, затоа Судирот затоа меѓу веќе има. меѓу Снов и Елас Да. ги принуди да се повлечат во битова. Значи Македонските има судир батальони меѓу водени Грчката со комунистичка комунистичка партија и партија. Југословенската затоа што Грција се И уплашила. затоа они се повлекоа зашто Добро. може да насредат комунистичката партија. тоа е целиот овој контекст сега за Значи, дури има вооружени судири. Да. Дополнително. Да. Има меѓу Елас И затоа они се повлекоа во новаја битова. нашата Меѓусебни, војска, да. има судир, не е се големи, крупни, ама има судири во таа. Она. Добро, ова не воведува сега во поствојната ситуација во Југославија и така натаму. Постои еден мит дека егејците се многу поинтензивно третирани од УДБА, од тајната полиција југословенска. Има ли за тоа основа или е и тоа еден од Има во митовите? смисла дека повеќето дојдоа од источноевропските земји, што беше судиро на информбирото и во таа смисла југословенските тајни служби вршеа одредени проверки, многу поинтензивно веројатно од она другото. Само пак да не се добие грешен впечаток дека беа дискриминирани, затоа што знаете сите имаше дава страшно станови, се поволни, дава не се даваа вработувања, бесплатно, се- и да, тоа е да, митологија, да. не се даде ништо добро. бесплатно, се одобруваа кредити, доста поволни, Југословенската Народна банка ги одобруваше и беа многу поволни и можеа да направат и домо и се ишколуваја и сите работи. Пошто сте Воопшто вие не. сите тројца егејци, Џоџе е нешто постар, се говореше ли за тие теми во вашите семејства? Како да. Да, постојано. Само за Во тоа кој се контекст? Само за тоа Па се ние говореше. израснавме со тие теми. Какви беа Мислам дека сентиментите? нема семејство од Егејска Македонија и ден денеска дури, јако викаме дека млади генерации во кои што се уште не се зборува за тие теми, секако секој од различен аспект од тука. Тие што се во диаспората имат еден поглед према прашањето, према преспанскиот, према односите со Ќе Грција. дојдеме сега до тоа. Со Сакам малку македонската политика, значи диаспората има едно, со сема други гледишта, другите овдека во Џоџе вела Македонија- дека сите егејци се ВМРО-вци. Па така се направи, се создаде еден впечаток, затоа што дека имаше манипулации со егејското прашање и од едните и од другите, али најмногу во времето на ВМРО 2008 година беше донесена резолуција за помош во парламентот, македонскиот парламент, за помош на жртвите од антифашистичката и граѓанската војна. На тие 2008 година избори, Груевски победи со Не, голем Лјупчо убив. Георгиевски. 2008. Аз извинувам, 2008, 2008, да. Јас мислев за Привлече 98. голем број во составот на тоа. Видовме резолуција. Меѓутоа, Беше испратен до Грчка. Меѓутоа, во Битола, организацијата, Сдруженијето на бегалците од Битола, начело со доктор Никола Костурски, мислам дека беше, прв се изјави во печатот изјави дека сето ова служи за манипулирање на егејското прашање, да се привлечат само гласови. Што е доказот? Парламентот усвои резолуција за пружање на помош на бегалците, финансиски, правна помош, меѓународна сето тоа. А владата еднаш годишно пред парламентот да поднесе извештај како се спроведува таа резолуција. За 11 години владата на ВМРО, начело со Груевски, ниеднаш не поднесе извештај во парламентот. Тоа беше еден од најочигледните факти дека прашањето со бегалците дека се манипулира во
партиски, да не кажам политички цели. И за Димитар и за Александар, колку е егејското прашање во основата на македонскиот национализам? Колку е тоа прашање важно за конституирање на таа идеолошка, да кажем, матрица? Јас мислам дека има дел, како сите Говорам и за овие модерни времења, Да, не само за делот историски. од македонскиот народ кој потекнува од Северна Грција е несомнено дел од целокупното ткиво на македонската нација, но проблемот е кај мене што јас сум многу голем противник на стигматизирањето на онај и демонитивното кажување егејчиња, егејци, дури до одреден степен се имаше одреден период во историјата на Македонија, поновата историја на Македонија, кај што едноставно, ајде да ги наречам така, егејците, вардарците почна да не се препознават, дури и да се мразат. Од кои причини? Па не знам, Како политичка манипулација или како најверојатно некаква- ги смета како тук вардарците, ај така условно да кажем, ги смета егејците како тук Како дојденци, тук како елемент како натрапници. дојденци, ко нешто што дошле им земале, ко еве мене неколку пати ми се има случајно да ме прашат и што сте вие сега, македонци или грци? Значи самите вардарци не беа доволно, ајде вардарци пак ќе речем, не беа доволно запознаени со егејското прашање во глобала, Да, а тоа им овозможи на одредени политички партии, како што реков, да манипулираат. Да, ма со Александар, егејското кога прашање. разговараме на таа тема, он вели не е така. Егејското прашање е третирано во Македонија на доволен начин и така натаму. Не, ја не викам не. Бидејќи ова што го говори Димитар е нешто што барем мојата генерација јас го паметам. Јас не паметам дека ние можеби погрешно памтам, но нашите историски читанки не сме имале некакви важни поглавја во кои што сме се занимавале еве на овој поподробен начин. Сега веројатно сме го поминали Стручно, тоа ако се како погледни- да стручно семинарски Стручно, ако претпоставувам се- Не, и во симпозиуми. учебниците, ако се погледнат Добро. учебниците од своевремено од пред 50-60 години, стално имаше делчиња за Егејска Македонија и за Пиринска Делчиња, Македонија. тој е правиот израз. Па делчиња во учебники не можете, делчиња има и за Вардарска, само бидејќи учевме и југословенска историја и како беше во Да. тој образовен систем. Тоа е странно. А инаку се согласувам со Дими, има некои поделби, мислам дека се губат сите тие работи со оглед на тоа дека веќе трета, четврта генерација и самата идентификација на луѓето што потекнуваат од таму, оваа генерација моја и на Диме и помладите од нас, децата наши да речем, веќе се помалку се идентификуваат и се приврзани на таа приказка егејска, да речеме, условно речено. А македонската историографија се обидуваше или државата она што е официјално да не прави разлики вакви и да ги ублажи поделбите. Значи Диме знае многу добро и Џоџа претпоставувам, во македонската историска наука дури егејци и не се употребува. Значи македонци од егејскиот дел на Македонија, пазете, ние од егејска Македонија, значи од 70-тите години, крајот, почетокот на 80-тите, веќе нема егејска Има ли Македонија. прашања кои не се Само расчистени момент од ова кога го историја? правиме. Ајде. Грешката беше на власта, мислам, не добро намерно, туку несвесно. Тешка беше ситуацијата после ослободувањето. Не само за македонците што дојдоа од Егејска Македонија, и за овдешните се. И сега овие требаше да им се помогне на бегалците, ама требаше да им се помогне и на ова. Грешката беше направена што по нивното доаѓање во Скопје или во другите се гетоизираа во одредени населби, автокоманда, Да, тоа се Мичурен, знаеше, точно, сето да, тоа. Мичурен, И автокоманда. тогаш се создаде тој одека населба патриотизми на некакви, егејците се таму, ова, да се подела тука. Мислам дека Најмалку се населувани во пограничните. да. Најмногу се населувани низ Источна Македонија и во Не, Скопје има и се во разбира. Западна и во Кичево. Во Кичево, ама Гостивар, најмалку има, Тетово да има. речеме, Тетово, Гостивар, Гевгелија, Битола има многу малку и така натаму, Битола има, повлечени. Битола има многу прилепи. Па јас ги гледав цифрите, кои ќе ги споредите битолските цифри со овие цифри што се на на север, тоа се сепак релативно помалку. Но таа гетоизација веројатно произведе ова. Има ли парчиња од таа историја кои не се проучени, кои се некакви бели петна, Александар, Димитар? Има ли некакви епизоди кои што се контроверзни па не се отвараат? Во историјата стално има незатворени прашања. Ако ги затвориме, тогаш немаше да работи. Стално има или некој што не се доработи или па воопшто не се. Кои се тие во оваа приказни? Па еве на пример можеме да кажеме како на пример доволно сум развисувал како се развил националниот идентитет. Бидејќи после 12 година, после физичката подоба на Османлиска Македонија, имаме различно со границите, имаме различно создавање на идентитетот, на пример во Вардарска Македонија, различно во Северна Грција, различно во Бугарија. И да видиме реално дека македонскиот национален идентитет, нација држава, кога збориме, се создал први во Вардарска Македонија.
Сето тоа што се случувало во Пиринска и во Егејска Македонија, тоа е протонационализам. Како што тие, например, деца бегалци или бегалци, војни бегалци што се враќале во Македонија, они постепено го примале македонскиот национален идентитет во оваа држава и бил конструиран врз основа што оваа држава им нудела како идентитет. Затоа тоа се процеси кои што ние мораме како историчари да ги обработиме. Имате достап до атинските архиви, Александар? Во обработка на овие теми. Има ли во тоа проблем И некако? директни, индиректни, мислам дека нема. Добро, Мислам тоа дека сакам да нема. прашам дали Мислам дека нема некои големи пречки, имате секаде. Се разбира. Во било која архива. На крај пречките најголеми се во нашата држава со оглед дека нема финанси за да за да истражуваме воопшто, а не се во другите. Она по последната му оди. да ве прашам за крај, Кица Колбе, професорката, минатата година излезе со еден став дека токму оваа трета, четврта генерација на потомци на егејците и кои што се идентификуваат така, се генерацијата кои што треба да го направи мостот помеѓу Македонија и Грција за некакви нови, да кажем, добрососедски односи и така натаму. За таа изјава таа беше особено нападната во некакви националистички кругови во Македонија и така натаму. Џоџе, какви се шансите за тоа? Има ли во твоите внуци, децата и така натаму, има ли тој позитивен, да кажем, набој за тоа да биде Срекна околност велам дека тие млади генерации имат многу други преокупации, многу други, отколку да се бават со тоа. Не ги носат тие комплекси, што да викам комплекси што ги носиме добро, ние, тоа е. да не го употребам зборот на Димитров, Никола Димитров, искомплексиран народ, што ги носиме ние во однос на тоа што го преживеавме. Ние тие комплекси не се добени затоа што по природа и по наров е македонец. Така тука што му беа наметнати од историски. Добро, затоа и ве прашав дали во Така семејствата за тоа се овие разговара. млади или така, генерации дали тоа е? мислам дека срекна околност е што ќе ги надминат овие, не се толку оптоварени, гледат современо, равноправни се во општеството со сите тука, според своите способности се развиваат, не заради тоа дали се егејци или македонци или албанци. Така да мислам се надминуваат тие бариери и дека морам да подлечам дека со овој договор, со унапредувањето на македонско-грчките односи, се отвара една голема перспектива, да се подобри и да се надминат историските предрасуди, не само кај грците, кои што се огромни, меѓутоа и кај нас. Добро, но сепак сакам и Димитар и Александра да ги прашам, од сето ова произлегува дека, а тоа е нешто што кај нас беше на извесен начин табу тема, дека модерна денешна Грција има причини да се плаши од македонското прашање и да има одредени резерви, што веројатно доведе до неколку децениско одлагање на нашето признавање, името, нацијата, едно, друго, трето. Бидејќи и тие се веројатно подложени на пропаганди, политички школи, интереси, манипулации и така натаму. Александар? Бидејќи ние од овдека цело време, па што сега они таму се правиме, ние малку наивни, нели? Луѓето помине и од таа страна низ граѓанска војна со веројатно репперкусии. Значи, методологијата, граѓанската војна не е национална војна, таа е идеолошка војна. Колку што учествува македонците, учествува и грците. Противно може и македонците се повеќе, ама и грци како апсолутна бројка се повеќе од македонците. Значи, во таа смисла воопшто не е граѓанската војна, па ги жртвуваја, знаете, кај нас како се вели жртвување на македонците во Егејска Македонија, смислен геноцид направиле, па не знам што. Гинеа и грци. Реално гледано гинеа и грци во таа војна и таа беше идеолошка војна. Сега, реалноста на опасноста, сега мислам дека е целосно нереална, премногу мали сме и премногу дефанзивни. Ама ги гледаме хистериите кои таму се уште се будат. Вие она што гледате што се одслушавме. Значи за танго се потребни двајца и за соработка и за омраза се потребни двајца. Кај национализмот за намалување или за зголемување двајца треба. Знаете 90-тите како беше. Диме не спомна, значи грчката држава од формирањето во 19 век па до ден денес има државна стратегија да го гради национализмот грчки врз основа на опасноста од север. И тоа е како стратегија, без разлика што и конкретни чекори има. Да, Бугарија на крајот беше окупатор и во егејскиот дел на Македонија и во Тракија. Имотки на територија, што тогаш беше грчка, правилно или неправилно. Сега не речем, тие имат реална основа, ама од друга страна се премногу националисти и мора да олабават
за да можеме и ние да олабавиме. Ако се тие националисти, ќе бидеме и ние. И не е само со грчкиот национализам, исто е и со бугарскиот, исто и со Ја не сум албанскиот. видел и со националисти она. кои што лабавиле. Морам да ви Јас кажам. Не, не, Да во кажем. смисла не Напротив, не зборувам идејата да тоа значи, име да се Не поткренува. зборувам за лични на она, зборувам како држави и како Ова е Димитар колективитети. сепак порас на националистите на Балканот. Може ли така да се квалификува? Може така да се каже, но во глобала, дали можеме? Ние не се разбираме. Со најголем дел од грчкото население, за жал, и они со нас не се разбираат. Не мислам јазично, можеме денес на англиски или на било кој друг јазик. Не се разбираме во смисла, не се познаваме. Они имаат еден национален наратив, ние имаме друг Се национален извинувам, наратив. само да ти упаднам, Димитар, да ви упаднам, се извинувам. Прашајте кој од македонците кои што со десетици илјади секоја година одат на море и на Гиро и на не знам што во Грција, кој бил во музеот на Галската вода. така е. Никој. Веројатно никој или можда од 100 души еден ако бил. Така што Ние веројатно се и кај нас не раскажувавме, да. постои интерес да запознаеме Грција во на Ето. постолките, Гирото и како Јас да многу кажем пати убавата сум поет. И фрапе. дискутирал со луѓе, ми речат, вика ти не ги мразиш грци, викам не ги мразам. Вика абе како па ги избркале сите твои мајка, татко, сите ги избркале. Викам не ги мразам, викам ја не можам да мразам човек што ништо лошо не ми направил. Не можам ја сите грци да ги мразам. Викам ти ги мразиш? Да. Викам зошто ги мразиш? Викам ти ги знаеш сите грци? Не, викам што на пример тебе еден грк ти направил лошо? Ништо. И па како Една викам, ирационалност како можеш во тоа. цела нација да мразиш? До толку не се познаваме, не се ги не се познаваме. Ние не ја знаеме нивната култура, они нашата култура. Има истражувања Едноставно, кои што покажуваат дека Грција е заправо балканскиот народ кој што најмалку го знае Балканот. Бидејќи заради разноразни политички, географски и други околности, и бугарите, и Тоа албанците, викам, и они низ македонците историјата биле... граделе Така, една ти имаат слика за некаков зид северот, дигнато, да. да, Граделе една практично, слика за северот. Знаејќи го ова, тогаш може да се свати колку е голем потегот на Ципрас да да, зборува во тоа грчкиот е- парламент. Тоа е табу тема, она. тоа е растеглување Значи, на кој тоа е во Грција е Историски толку потег, силен да. ова што ви кажував и за 20-тите години. Се суделе луѓе затоа што За вакви говори. Значи не за вакви говори, И за за многу воопшто да помалку. не одржал говор, напишале во весник комунистички Обединета и независна Македонија, го фаќаат членот на комунистичка партија и го носат затвор, го судат. Воопшто тој не зборнал. Никако- како- Сакам да речам, многу е силен грчкиот национализам и тоа е државна стратегија, мора на едно државно ниво да се ова што вели Димитар. Да се издишува. Значи почне мора државата и наша и високо, да. нивна да градиме мостови. Мостови, Ѓоѓа да. многу добро рече. Еве Мирка Гинова е добар пример. Тоа е највеќе преку образованието треба јас тоа викам, во Грција се смени нешто, па и кај нас треба од најниско ниво од генерациите, од новите генерации на ученици, на деца да се сменува Знам, свеста Димитар, кај нив. гледайте, една од идеите на грчката и македонската влада за која што се надам дека работат е во Солун да се отвори центар за соработка меѓу младите грци и македонци. Биќе мислам дека џоџа генерациите, па и нашите џоџа се извинувам, веќе сме прилично потрошени во таа смисла, веројатно децата и нашите внуци ќе треба да ја градат таа иднина. Бидејќи нема што друго освен да почнеме да се запознаваме, оти ајде што грците не знаат нас, ама и ние кои што сме често таму, мислам дека ни завршува интересот на распродажбите во центрите за овие кажете трговски центри, во Икеа и малку да се касне некој Гиро. Не, да се види дека освен историјата и националното, обичниот македонски грк имаат за што друго да разговарат. Дали е фудбал, дали е кошарка, Така е, дали е така е. за Па и било бизнис. друго што. Да, бизнис за се. бизнис. Сашо, мислам дека во Македонија има многу здруженја на бегалците од Егејска Македонија. Мислам има едно 10 здруженја. Најголемо е во Битола, тој има мислам една заедница и во Скопје. И голема улога во надминувањето на тие како да кажам, разлики меѓу грците и македонците може да одигра тие. Значи тие здруженја можат да прераснат и Кои се нивните партнери во Грција? па има тони соработка со Виножито, со Албанија имаат, со Џоџа, бугарските ова го- здруженја. Да. Меѓутоа, мислам дека сега нивната задача, до сега беа активни во поглед на тоа да ги сочува спомените на кризата, на бегалската криза, спомените на борците, меѓутоа сега имаат многу важна улога да извршат таа, ние мислам да извршиме, да бидеме мост за соработка, бидејќи се овие 80.000 што живеат во Македонија, бегалци се родени во Грција. Се родени во Или Грција. нивните Живеат таму и имаат претходници, уште семејства.
Така да, не ми е мене сеедно, ја имам таму 15 братучеди, 30 на внуци, не ми е сеедно да немам јас соработка со нив, да не можам Така да е, се Џоџа, дружам. меѓутоа има нешто што и државите мора да го одработат. Ние денеска имаме минимална образовна соработка. Нема, да. Кога последен пат сте чуле да бил грчки оркестар овдека? Театарска представа сме гледали, која ќе направи Унковски нешто во Солун во 10 години, па тоа се третира како политички настан, а не како настан за обична соработка. И така натаму, значи спортска соработка никаква, културна соработка никаква, образовна, речиси никакви. Тоа е работа на државите покрај овие невладини напори кои што секако ќе треба да се прават. Во право си, меѓутоа, погледај ги нашите телевизии, вклучувајќи и помладите генерации. Освен Цеца, Желко Ражнова, како го вика Саморажич, сите ти. Ниеден од младата генерација не знае еден пеач, а вика дека албанската сега и косовската поп музика забавна ја наврват во Европа. Светски, да. Не знаат еден бугарски пеач. Не знаат еден овој филм од Џоџа, Грција. тоа мора да е Чекајте резултати само на да- некаква државна политика. А телевизиите, погледај ги, од сабале до вечер, филмови уште од 45-46 година ги гледајме од бившите југословенски простори. Ништо не знаат нашиве млади. Ајде, ние, ја и овдека, помина нашето време. Да знаат некој современ музичар во Грција, во Бугарија. Ама нема нашиот културен модел е Звезде Гранда. Тоа е- Ја не знам дали тоа Зборувам разбирате дека- што значи. Дека тука треба Звезде и ние Гранда. малку да се смислата на- отвориме. Така, и да се медиумите отвориме се према согласуваме. Балканот. договор, ако се сведи само на политичките аспекти, многу ќе биде мало ако она. Мора да се расте и Александар, културно и научно. ја и на сите прифаќам начини. оваа критика на Џоџа, сега конечно и Џоџа беше, гледайте, ние наназад 2-30 години Џоџа немаме дописник во Атина на ниеден медиум. А го имавме најголемиот проблем политички за воопшто државна Имавме и во афирмација. Софија дописник, Значи, и во разбирате, Атина. 2-3 децении ние немаме дописник, како елементарно јавување, тој не би бил дописник само за политика да Сигурно. известува. Значи, сакам да кажам, се работи за еден наш однос, па ако сакате и не само државен, туку на едно игнорирање на проблемите, затоа што мислиме веројатно дека тоа ќе помине и без некој напор од наша страна. Јас ви благодарам за вечерашната емисија. Се надевам дека таа ќе биде поттик за гледачите да, малку на овие теми што ги отворивме и тие размислат, не само за егејците, кој знае што ќе не нападнат или ќе не бранат. Џоџа, во твоите кругови знам дека имате седенки во кои што... Одма ќе ви решам. Ако сте отишле во емисијата на телевизија 1 и со Сашо Дановски, вие сте од таа страна. Од таа од црната листа. Тоа е ова што говоривме. Јас и сум дел од малите, емисијата. дека му мислат овие помладиве. Иначе, Во секој случај се надевам дека ќе имаме прилики во некои други димензии да го отвориме ова прашање, па и да ги додискутираме сите овие работи. Александар Литовски, Ѓорѓе Јановски, Димитар Љоровски, Ванваковски, ви благодарам вечерва, а вас, почитувани гледачи, ве канам да останете со програмата Д1 ТВ, бидејќи следуваат уште интересни содржини.